И првите наши гостинки во нашето студио, Сузе, добро утро до тебе и добро утро до доктор Јорданка Маџовска, специјалист по педијатрија, и добро утро до доктор Весна Трпковска, специјалист исто така по педијатрија. Денешната добро утро и добре не дојдовте утринска тема за најмилите, за дечињата, но за најчестите срцеви мани кај децата. Сузе, повели да слушнаме што е она што ќе ни пренеса докторките. Поздравувам и тебе и нашите гледачи, поздрав и до нашите гостинки. Секогаш гости на кои што им се радуваме и ја верувам дека и мајките, младите мајки, родители, бабите и дедовците ќе имаат причина повеќе зошто да не следат со внимание и да се едуцираат за се она што би можело да се случи и во нивните семејства. Вродени срцеви аномалии, начин на третман и се она што во Аџибадем Систина го имате, особено во одделот за педијатрија и детска кардиохирургија, е нешто што го нема ниту во регионов, така нели, доктор Данче? Да. Значи, добро ве најдовме. На поздрав до гледачите на Алфа, поздрав до вас. Точно ние доаѓаме од одделот интензивна детска кардиохирургија од болницата Аџибадем Систина. Тоа е специфичен оддел, морам да признам, многу комплексен по тоа што го работи, бидејќи се соочуваме со состојби кои што се животозагрозувачки. Одделот постои не само за вродени срцеви мани, за кардиопатии, кардиохируршки третмани и постоперативен третман, туку постои и за нехируршки животозагрозувачки состојби, како и за некои други хируршки животозагрозувачки состојби. Одделот е опремен со техники, со апарати кои што се специфични. Работиме ЕКМО, работиме хемодиализа, имаме доста од друга опрема, од инфузомати, перфузери, бронхоскопи, ехомашини, значи се што ни е потребно за да ги спроведеме тие медицински потребни терапии. И да бидете подготвени за секаков тип на интервенирање. Да, бидејќи пак ќе кажам, значи сега ги бирам зборови, нели, како да ги приближам овие машини кон луѓето, кон публиката. Значи сепак тоа се и специфична и скапа технологија и потребно е доста едукација, да, најсовремена е секако. Потребно е едукација да се работи со таа опрема, така да ние ја имаме, ја поседуваме, ја користиме и успешно ја користиме. Секоја чест. Да, значи одделот секако дека е конструиран основно за пациентите што се со вродени срцеви мани. Одделот работи фондовски, тоа значи дека сите пациенти кои што имаат срцеви мани, АСД, ВСД, тетралогија, фало, транспозиција на големи крвни садови, сега ги спомнувам најчестите, инаку има детектирано повеќе од 180 типови на срцеви мани, за тие типови на срцеви мани има повеќе од 240 оперативни техники. Значи, слободно можат да се обратат на нашиот оддел да дојдат. Нема да имаат наплата за преглед, нели, а секако дека не следи наплата нити за оперативен третман. Секоја чест. За сето она што деновиве се случуваше, имавте и бесплатни прегледи, многу бебенца таму поминаа деновиве, ќе ни каже и доктор Весна. Се открија и одредени аномалии кај детенце, каде што може би немале поим родителите дека нивното дете има проблем. Да, имавме во склоп на една промоција на одделот и доближување до јавноста за она што го работиме и какви се условите во нашата институција. Организиравме бесплатни хосонографски прегледи во текот на минатата недела и оваа недела. Имавме можност да погледнеме повеќето здрави дечиња, меѓутоа имаше и случаи каде што некои, така кажам, минорни аномалии останале. Како да ги забележат родителите? Ќе ни кажете ли дел од симптомите кои не смееме да ги занемариме дури и во тие први денови, први месеци од животот на новороденото, кога родителот не знае што му се случува се уште? Да, симптоматологијата е многу различна во зависност од возрастната група. Во неонаталниот период тука е, значи, по-тешката адаптација на новороденото на условите, да кажам, вон мајката.
така да една генерализирана цианоза или парцијална цианоза, плач, вознемиреност, тешка адаптација, значи на условите, ниска оксигенација, потешкоти при хранење, некачување на телесна килажа подоцна во доничкиот период, потење интензивно, потоа како се приближуваме во предшколската возраст, замор, тешка толеранција на физички напор, така да има некои вртоглавица, несвистици, значи некои симптоми кои што отстапуваат од нормален тек на раст и развој на што го следи матичниот педијатар. Так. И помагате ли на мајката, на родителите како да го разликуваат плачот од ваквите причини и плачот од она кога бебето се уште се адаптира на средината или можеби е гладно или можеби Секако дека плачот се разликува и сам сега добро тоа не е основната симптоматологија во кај родените срцеви мани. Колку видови на срцеви мани, еве да кажеме? Така, значи ви објаснив дека има повеќе од 180 типови на срцеви мани. Тие буквално се разликуваат по различни ситници, како да кажам, може да ги разликуваат и да ги прават различни. Меѓутоа, ние вака како педиатри ги делиме на, може да направиме една поделба на едноставни или на сложени срцеви мани, или пак според хемодинамиката, поточно според течењето на крвта, ги делиме на вродени срцеви мани со лево-десен шант, вродени срцеви мани со десно-лев шант и вродени срцеви мани без шантирање. Значи, од најпознатите срцеви мани се атриален септален дефект, поточно отвор помеѓу предкоморите, вентрикуларен септален дефект, отвор помеѓу коморите, значи отвор на преградата помеѓу коморите, тетралогија фало, транспозиција на големи крвни садови, тоа се да речеме меѓу најчестите срцеви мани кои што поминуваат од нашиот оддел, успешно се лекуваат. Меѓутоа морам да кажам дека да напоменам дека во последниве години гледаме и голем број на сложени срцеви мани кои што побаруваат подолг третман на одделот, во повеќе стеџови оперирање и решавање на срцевата мана и секако дека комплексноста се носи и предизвици. Така. Доктор Весна, во кој период од бременоста на мајката се формира срцето и кога е најрано можно да се забележат одредени отстапки во неговата? Да, органогенезата значи се случува во првиот триместар, така да со редовните гинеколошки прегледи и ехосонографски скрининзи се повеќе и повеќе ги ловиме, да речам, тие мани. Ете, тука би издвоила институцијата наша што и активно работи на таа фетална ултрасонографија, која што и нас како центар не подготвува да бидеме спремни кога ќе се, да кажам, детектира родилка која што носи плод во зависност од тоа каква е маната. Така да редовните, тоа е апела, значи за редовни ехосонографски прегледи во тек на бременост и рано детектирање на оние структурни аномалии кои што и нам би не подготвиле како порано во тоа родилиште со наше присуство, да кажам, веднаш би го згрижиле тоа дете и активно би учествувале во или предоперативна подготовка или диагностичка метода. Може ли да се превенираат ваквите срцеви мани и кои се најчестите причини зашто истите се случуваат? Така, за жал не можат да се превенираат. Има повеќе причини, значи може никогаш да не ги детектираме или да не ги докажеме причините. Генетски може да биде причина кај диабет, значи имаме диабетични мајки имаме поголемо оптеретување, поголема инциденца на појава на вродени срцеви мани. Значи во едно семејство ви кажав каде што има веќе вродени срцеви мани, таму има исто поголем процент, поголема оптеретеност. Потоа тератогено дејство на некои вирусни инфекции рано во периодот на бременоста, кога е кардиогенезата, тоа е од 3-та до 7-та гестацијска недела, може да биде причина за појава, за мутација и појава на вродени срцеви мани. Значи од 3-та до 7-та гестацијска недела, како што ви кажав, органогенезата, поточно кардиогенезата, кога се создава срцето, и во тој период може да настане проблем во создавањето на правилното создавање на крвните садови или пак на коморите пред коморите, значи и веќе со порастот после 7-та гестацијска недела
може да се детектира, меѓутоа за жал не може да се даде некако се третман се уште додека е бебето во стомакот на мајката. Но ете, значи можеме со помош на фетална екокардиографија која што исто така се изведува кај нас во нашата болница и е исто така бесплатна, да се направи план за третманот на тоа бебе кога ќе се роди. Се препорачува да се роди такво детенце со вродена срцева мана во болници каде што има центри, кардиохирушки, педиатриски кардиохирушки центри, каде што може да се прифати бебенцето кога ќе се роди, да му се даде соодветна нега и третман. Да. Тоа е мултидисциплинарен начин на кој што функционирате во Систина, е нешто што навистина им дава огромна доверба на пациентите, на граѓаните да се потпрат врз вашиот кадар и врз вашата стручност. И затоа и би сакала малку повеќе да споменеме еве со доктор Весна да ни кажете за начинот на третман, начинот на транспорт кој што го имате, кој што обезбедува дури и ваково новороденче да се брзо, експедитивно и најпрофесионално во најсовремени услови да се донесе и од соседните земји. Да, транспортот ние заокружува, да кажем, работата и во тој дел, бидејќи успеваме, значи, со наш тим, наше возило и наша опрема, да кажем, да во други родилишта, во соседните држави, да можеме да доведеме новороденче кое што е зависно од вентилатор, кое што има континуирани лекови, да можеме безбедно да го доведеме до нашиот центар, каде што потоа продолжува лекувањето. Точно, значи нашиот тим се состои мултидисциплинарен, има повеќе специјалности, повеќе гранки офаќа, така да лекувањето не е само интензивистичкото и оперативниот третман, тука се интервентната кардиологија, феталната ехосонографија, како што споменав, и нормално како врвот е кардиохирушкото лекување, хирушко, значи, кое што понатаму исто така ги следиме тие дечиња и ја следиме состојбата во однос на потреба од дополнителна оперативна интервенција или понатаму како се што е потребно за нив. За жал, констатиравме и пред да го започнеме разговорот надвор од студиото дека наталитетот ни опаѓа во земјава. Веројатно е тоа последица на се што се случува, на големо иселување на многу млади семејства и така натаму, но пак од друга страна, благодарение на сите овие најсовремени техники кои ги имате во Систина, апарати на кои што вие сте стручни и оспособени и ги користите, и верувам дека се огромна поддршка за многу сложени ситуации, многу тешки новороденчиња, пак даваат шанса на многу предвреме родени бебиња да излезат победници во битката и да едноставно да имаат добар квалитет на живот. Според некакви статистики, ако воопшто имаме такви статистики, но еве да прашам сепак, колкав е процентот на преживеани успешни бебиња, значи во однос на минатото, кога предвремено родените бебиња на кои за жал многу доцна им се констатираат одредени проблематики, не ги преживуваат првите години од живот. За жал не можам да ви кажам бројка, бидејќи не ја знам. Но секако дека не е ист третманот како некогаш, апсолутно, да. Значи, се оди кон тоа да што подлабок прематуритет се одржи во живот и успешно понатака и има, нели, нормален што по нормален раст и развој, тоа детенца, тоа се многу комплексни состојби, прематуритет, па се уште вродена срцева мана, значи на многу светски рамки, сложена ситуација, да. Да, сложена ситуација, на светски рамки има висок процент на смртност. Од литература можам да кажам дека над 60% се кратко живеат. Сега тоа се сепак статистики и нели и бројки. Јас си некако не ги ни сакам овие статистики, па затоа не ги ни меморирам, бидејќи секоја приказна на секое семејство и на секој пациент е посебна и јас тоа секогаш го викам за и да има 99% успешност. Ако 1% е баш тој пациент, тоа е за него 100%, така да бројките навистина не ми се битни. Тоа што за нас е значајно е дека
секогаш кога имаме комплексен пациент, дали е тоа прематуритет заедно со некои сложени комплексни состојби, а пак како и мислам и мора да се нагласи дека секогаш освен прематуритетот вродена срцева мана иде и уште некоја друга аномалија на некој друг орган или органски систем, така да уште се поусложнува состојбата. Значи тоа за нас е посебен предизвик. Не само што ние се вклучуваме како интензивисти, кои што е потребно нели да се даде поддршка за тоа дете, се вклучуваат и неонатолозите од нашата болница како експерти за прематуритет, така да сите заедно можеме да го доведеме пациентот до одредена состојба кога можеби побезбедно би се третирал. А кога зборувам за безбедно, се подразбира пораст во телесна тежина, за да може барем да достигне 2 килограми за да влезе во операциона сала. Така да се решаваат проблемите. Да, како целина, како бројка, повторно ќе кажам, неблагодарно е да се каже, бидејќи можат да бидат и не многу охрабрувачки, но тоа што ние како искуство го имаме досега со прематурни пациенти, ги гледаме сега веќе како возрастни деца кои што исто така имале комплексни срцеви мани, кои што имале веќе и трет степен на оператива, кои што се веќе големи дечиња. Секако дека квалитетот на животот им е максимален од тоа што може да се добие Така, и добро се верувам. И на самиот крај, доктор Весна, ќе ни дадете ли неколку препораки за овие навистина пеколни жешки денови, што да прават мајките кои што имаат ваков тип на бебенца со одредени срцеви аномалии, како да ги заштитат и како да верувам дека тие ги имаат сите совети веќе добиено од нивните педиатри, но еве чисто да напоменеме дека не само возрастните и онаа највозрастна категорија за која и хроничните болни за кои цело време се апелира да не излегуваат надвор во овие жешки сати во текот на денот, но како пак бебињата ги преживуваат ваквите температури? Да, мислам дека апелите важат за сите пациенти, мислам за сите луѓе, да речем, и најмалите наши пациенти. Значи, апелите се во смер на нормално избегнување на излегување надвор во оние најсончеви часови, што потенка облека, што по... Еве, имавме сега случај со овие прегледи, значи да доаѓаат бебиња со дупло боди, подоцгора мајчка, Знаете што па сакам да чорапчиња. искоментирам, во многу семејства кај што има бебе клима не се пушта ни под размер. Да, значи, дали е да, оправдано апсолутно тоа? не. Дали е оправдано тоа? Нормално разликата на внатрешната температура и надворешната да не надминува, да речем, сега 10 степени сега, пеколни беа температури Значи, во воопшто изминативе не е денови. грешно ако е климата Мора да е вклучена, слободна, но... разладена, пријатна, така да не бидат преоблечени децата, да не бидат да кажам без заштитена со капче, да се така да значи сите тие работи да се покријат со сонце, со крема за сончење која што е со фактор, така да тие препораки важат за сите. Нормално да храната да биде лесна, течности да се конзумираат повеќе во смер на како што и сите се справуваме со овие температури. Оно што го забележавме кај тинејџерската популација, значи оние диети, прескокнување оброци, вртоглавици, несвестици заради ниска гликемија, значи да се одржува што е можно по значи редовни оброци, физичка оброци, активност, да, значи еден помалку квалитетен, брза рамнотежен храна, живот, да. Така, ви благодарам многу. Благодарам Верувам вас. дека имавме уште многу што да кажеме, но нема да биде ова последен пат. На некоја друга тема сигурно ќе разговараме. Ви посакувам убаво лето и многу по срекни приказни, поуспешни приказни со вашите мали пациенти. Баш тоа и ми беше криво, не успеавме да се припремиме со сликички и ќе беше добро да ви покажеме дека навистина има срекни семејства што излегуваат од кај нас. Наредна прилика, секако дека и тоа ќе го покажеме. Ви благодарам многу.